Поштувани граѓани, со вака прифатениот амандман, органот надлежен за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам, иако и досега не се вршеше својата законска работа, всушност го става во функција да биде орган кој што ќе биде известител на сторители на овој тип кривични дела, и тоа нивни соработник и соучесник во целата трансакција. Со овој амандман се предвидува дека субјектите, односно тоа се најчесто финансиските организации и банките преку кои што одат трансакциите над 15.000 евра, дека се должни да ја известат управата за спречување перење пари и тероризам, цитирам, најдолго до 2 часа од известувањето, кога основите за сомневање ги сознал пред извршувањето на трансакцијата, и најдолго до 4 часа од известувањето на управата, кога основите на сомневање ги дознал во текот на извршување на трансакцијата. Пред тоа, значи, овие органи, односно овие субјекти, се должни да ја стопираат трансакцијата. Господине министре, вие сте го прифатиле овој амандман. Ако се има во предвид дека во внатрешниот платен промет износите над 1 милион денара или дознаките над 1 милион денара, тоа е некаде околу 16.000 евра, што е малку над законскиот минимум, се така наречени трансакции кои што се одвиваат по МИПС. По МИПС значи дека после извршената уплата од страна на еден субјект, другиот субјект паричните средства на својата жиросметка ги добива во рок од 15 минути. И што правиме ние со воведување на ваквиот амандман? На ваквиот амандман ја стопираме трансакцијата, односно банката е должна да ја извести управата за спречување на перење пари и да ја стопира трансакцијата за 2, односно 4 часа. Им телефонираме на потенцијалните перачи на пари, односно финансиери на тероризам, дека нешто не е во ред, бидејќи нивната трансакција не поминала низ банка. Ако вие ми платите мене, јас ги очекувам тие над 1 милион денара во рок од 15 минути да легнат на жиросметка. Бидејќи банката се посомневала дека станува збор за нелегална трансакција, но со трансакција која што значи перење на пари или финансирање на тероризам, јас не ги добијам средствата и автоматски вие и јас во рок од 20 минути после извршената трансакција стануваме свесни дека нешто не е во ред и имаме добри 3 сата, односно 3,5 сата да си ја дувнеме од државата. Буквално. Зошто? Затоа што ја требало да ги добијам парите во рок од 15 минути. Не ги добивам на својата сметка, банката ја стопира трансакцијата за да ја извести управата и не смее, значи, во рок од 2, односно 4 часа да ја пушти таа трансакција. Што им кажуваме ние на потенцијалните криминалци? Дечки, откриени сте, фатете си дженем додека не дошла полиција да ве собере. Такво е ова решение. Уште полошо е што не предвидуваме било каква или можност која што може да има управата за спречување на перење на пари од кога е известена за ваква трансакција. Значи, ако управата за перење на пари е известена за ваква трансакција, и што кога ќе ја известите? Ако на незе не давате никаква ингеренција да ја блокира до крај таа трансакција. Значи, тука ќе треба да навлеземе и во судска некаква си ингеренција, односно надлежност. И ќе треба да го поврземе функционирањето на истражните судски, односно обвинителски органи, заедно со правните субјекти. Или се обидуваме во минатото недозволеното и незаконско однесување на управата за дирекцијата за спречување перење пари и финансирање на тероризам да ја легализираме. Ќе ве вратам и ќе ве потсетам на случајот Актор, каде што субјектот постапил согласно законот. Филијалата на Стопанска банка во Неготино на време ја известила управата за спречување перење пари за сомнителни и недозволени трансакции. Во тој случај управата за спречување перење пари и финансирање на тероризам, се извинувам, зависи. Парите некога завршуваат во туризам по екзотични острови, не случајно го употребуваме овој израз, не реагирала и
Во моментот кога Социјалдемократскиот сојуз го објави овој скандал, тоа беше некаде пред повеќе од 1,5 година од сега, до сега немаме совршено никакво правно действие. Нити тогаш имавме од тогашниот, мислам и сегашен директор на оваа дирекција, имавме едно известување дека ние наводно сме ја попречили истрагата со објавувањето на тој скандал. Јавното обвинителство ја замрзна сметката на актор за 2 до 3 дена. Меѓутоа, нити имаме обвинение, нити имаме било каков резултат од несомнено тогашното перење на пари. Вака, ако обстане овој член, тоа значи дека банката, не сакајки, постапувајќи по овие законски измени што ги имате прифатено по амандманот на господин Муковски, ги известува потенцијалните криминалци дека нешто не е во ред со нивната трансакција и истите имаат доволно време или да ги сокријат трагите, им отвараме 4 часа на луѓето, или да ја напуштат земјата, без при тоа да постои соодветна наредба, ниту од суд, ниту од јавен обвинител, дека таа трансакција може да е недозволена или дека тие лица не смеат да напуштат оваа држава. Би ве замолил да ги разгледате овие укажувања и ваквиот закон да го повлечете со цел да дојдеме до една реална ситуација. Зошто е потребна потребата некоја банка да извести Дирекцијата за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам во рок од 2, односно 4 сата, кога и во постојните законски решенија постои нивна обврска да за било која сомнителна трансакција ја известат оваа дирекција. Зошто на овој начин ги известуваме потенцијалните сторители на перење на пари или тероризам дека нешто не е во ред со нивните трансакции? Вакво како што е решението, едноставно ќе овозможи на криминалците во оваа држава да можат на време да се засолнат со цел да не бидат откриени, освен ако вака поднесениот и прифатениот амандман всушност и не е таа цел. Да ги заштитиме потенцијалните перачи на пари, потенцијалните финансиери на тероризам во нашата држава. Благодарам.